гости, голема чест ми е да најавам нашата следна гостинка, затоа што во нашето студио ни влезе една вистинска оперска дива, а тоа е Весна Гиновска-Илкова. Добро јутро, добро ни дојдовте. Голема е честа. Благодарам за поканата на Сузе и Има добри идеи, Сузе, да. Така што еве ќе успееме да направиме еден убав утрински разговор. Поводот е голем, 30 години кариера, веројатно ќе направите ретроспектива. Јас сакам само за почеток да ве прашам, сигурно ќе зборувате која била првата голема главна улога, кога започна официјално, нели, да речеме, оваа кариера како солист, но дали го памтите чувството на тој прв голем настан? Сите оние емоции кои што само вие сте ги имали, вие знаете, ги пренесете на публиката, но точно што се чувствувала Весна, тоа само Весна го знае во тој момент. И тогаш и сега, како уметник, чувствувам одговорност на сцената, затоа што треба да се представиш во светло кое што зад сцената многу долго си работела. Одговорноста е многу поголема како човек старее, како ги созрева, ете така. Како созрева, одговорноста е многу поголема, затоа што луѓето очекуваат многу. На почеток смееш и грешката е простена, веројатно. На почеток можеби не толку придаваат значење и така натаму, но како старееш, одговорноста е голема пред се да ги задржиш да го задржиш нивото и да го задржиш работата кое што си ја имала и си ја зацртала, да речам, од самиот почеток. Јас сум од дете во музиката. Тоа не е 30, него многу години. Ако почнеме да размислуваме, сум влегла со 6,5 години возраст во нижото музичко училиште. Така што цел живот сум со музиката и ова е само еден дел од она што, да речеме, како настап сум почнала да го работам на сцената. Уште по самото завршување на факултетот за музичка уметност, кога прво во тоа време имаше влегување на студенти, односно наиве со Сузе сме биле заедно, на факултет имавме едни фантастични диригенти. Тоа беа професорот Фимчо Муратовски, професорот Александар Лековски, кој ги слуша, не слуша како потенцијални нели пејачи и преку нив одеше врската за влегување во театарот, не дека каде не беше лесно. Они правеа, него тие не препорачуваа и преку аудиција практично влегувавме прво како хонорарец 1994-2006 година како хонорарец и после тоа постепено нели во работен однос, така што како да кажам, сето она што е постепено и сето што она што е природно, еве за новите генерации, за младите генерации да знаат, да не брзаат, дека се во животот ќе дојде, доколку искрено си ја сакате и сте посветени на својата работа. Сузе, имате доста што да зборувате, имаме, не знам само колку времето ќе не послужи, но и од мене едно официјално добре дојде и толку многу се радувам што вака понеделнички започнуваме еден преубав разговор, да сумираме едни 30 години на сцената, но како што рече и ти, јас нема да ти персирам, се разбира, нема да ме разбереш погрешно. 40 години се познаваме, ама ајде годините веќе не ги споменуваме, затоа што не се ни важни годините, важно е што сме направиле во овие години, а особено е искра големо пак задоволството и радоста што овде имаме дама која ја учат веќе 10 и повеќе години децата во учебниците. Замисли каков е тој раритет.
да на волку млади години кои што ги има Весна, таа е веќе 10 и кусур години во учебниците кои што ги учат децата во основно образование. И јас секогаш со гордост кога бев таму во училниците кажував дека со Весна бевме колешки на факултет и Весна направи наистина една извонредна кариера, трпеливо, истрајно, чекор по чекор, што е навистина голем успех за нашиве простори. Едно убаво изненадување се случи на годинешниве мајски вечери од тимот. Мислам, знаете како, кога има јубилеј вообичаено, или ќе се разговара за некоја представа, или некако ќе се седне да се разговара. Мислам, просто и дирекцијата и јас од една страна знам дека е годината, но воопшто не знам дека е моментот. Значи, воопшто не знам дека ќе се случи. Таму се некој хронолошки бележел што било како било. Јас, мојот фокус беше на представата Тоска, затоа што требаше да оди пред неколку месеци, месец-два предходно, нешто се помести терминот и така натаму, и така дојде да биде ред на представата на мајски оперски вечери. И искрено да ви кажам, кога завршивме со... А јас имам обичај, после представата, тука колегите кои се до мене, да ги прашам. Кажете ми како беше. Сакам да знам од нивна страна. И тоа ми е некако обичај после секоја представа. И сега, вели, ќе видиш за кратко како беше добро. И така, едно пријатно изненадување, Благоја Петковски, уметничкиот Орце Ицковски и генералниот Васо Ристов. Така што благодарност голема до што се сетиле тоа така да го осмислат. Така. 30 години на сцената и рече си е невозможно да се сумира која од признанијата, наградите, бидејќи ти не само што имаш успешна домашна тука кариера, имаш и меѓународна кариера, но која, да речеме, ти дала најголема одговорност или највисоко те однела на скалилото на успехот? Кое признание? Признание или представа? Награда. Државната награда. Климент, 8 септември? Пардон, не 8 септември. 11 октомври наградата за уметник на годината, предпоставувам. Да. Ќе се сетам државната награда, еве сега имена ми. Таа ми е награда која што, како да кажам, ја бележи една круна на кариерата, круна на се она што е остварено. Така е. Исто така музичките награди, односно наградите кои што се во сферата на Сојузот на музичките уметници на Македонија. Таму ја имам добиено наградата Златна лира за настап во представата Butterfly и уметник на сценско-музичка уметност. 2008-2009 мислам година беше. Така што има доста награди, но еве оваа државната награда, национална награда која што ја добив пред неколку години ми го да речам круниса се она кое што претходно сум го работела. Недостига ли виолончелото во приказната? Виолончело беше изборот твој во средно образование. Во нижо. Да. Мојот избор беше да бидам во музика и да пеам, но мојот татко, моите родители не беа музичари. Во разговор со тогашната директорка Марија Писинова, одлучија дека подобро да бидам виолончелист, затоа што во тоа време немало. Недостигаа челисти на одсекот. Така е, и дека ќе имам поголеми шанси понатаму нели да се вработам.
Јас виолончелото го работев, го свирев, но ја немаше таа жар во мене. Јас сакав да пеам, јас сакав да пеам и тоа беше моја желба, дури во средно музичко. Сега скоро нашата класна Павлина Невчева, еве поздрав до незе, ми кажа: Весна, знаеш ли како ти се имаш подпишано кога ми остававте последни спомени, алманасите. Нешта, да. Јас се имам подпишано како Весна Гиновска и одоздола Марија Калас. Се си имало свое. Значи, толку сум знам дека од млади години знаев каде припаѓам и која ми е водилката во животот. Секоја чест на вистина. Операта, и во тоа време немаше како сега да можеш во секоја минута да преслушаш некоја снимка, милиони да чуеш некоја снимка. дело, да. Така, тогаш беа неколку плочите грамофонски, па ги баравме преку 100 начини да дојдат до земјава, навистина беше едно друго време. Така што друго време и тоа е веќе, како да кажам, минато. Сега живееме во 21 век со нова енергија. Младите се доста брзи, доста како да кажам, сакаат да имаат се во истиот момент и да го имаат успехот одма. Тоа просто не е можно. Тие може да имаат успех, но се што е кратко, се што е брзо, кратко трае. Инстант слава е само инстант слава. Така што мора да се поминат сите нивоа и сите скалила животни, уметнички, за да ете да биде сега се успее така. Да се опстои тие 30 години. Но да ви кажам искрено, нема ништо во животот што се прави сам, да не ги имав моите колеги и сите претходни луѓе кои што биле овие изминати години, кои што ми давале подршка и работа на сцената, тоа немало да се случи. Текот на овие 30 години активна музичка кариера на сцената се остварија и 2 мајчинства, значи стана 2 пати мајка. Колку те одложи, да речем, мајчинството? Дали имаше чувство дека после раѓањето на децата нема да можеш така лесно и така брзо да се вратиш, и колку, да речеме, имаше известни стравови околу тоа? Дали ќе бидам истата јас пред и потоа? Да бидам искрена, јас мајчинствата ги планирав заради обврските. Моите деца се родени и во есен, и до касна есен, октомври, ноември месец, се родени на исти ден. На исти ден, феноменално. Во различен, на исти датум, во различен месец. 24 октомври и 24 ноември. 4 години се разлика. И ги планирав од проста причина што зимскиот период некако малку период на затишје. На затишје, па овие 3 месеци би била на породилно, за да можеш да ги фатиш мајските вечери. Да ги фатам мајските вечери и целиот да летен циклус. Имаше, и целата таа сезона која што одеше до летото. Така што така некако ги испланирав, да не беше моето семејство, моите блиски. Браво за сопругот. Да, тука ако не беше сопругот, како планот ќе излезеш? Така, да не беа родителите, децата не ќе може да го имаат, како да кажам, безгрижното
и вниманието И се неопходно и се што оно е мене неопходно кое што додека јас не бев тука, додека јас патував, Тие го добива тие беа од дома најблиските, и да. со најблиските, така што некако се организиравме во тие млади години. Ако ме прашате дали би го повторила повторно, не сум сигурна искрено да ви одговорам дека сите тие, како да кажам, организации и менаџирања на обврските би можела повторно да ги направам, но ете, младоста и желбата за работа и желбата за некако спонтано ме водела и сум имала среќа да имам доволно сила и да ме држи гласот, да имам добро здравје и да успеам во се. Секоја чест. Има ли некоја ситуација за која што може би да ти се дало прилика денеска да ја носиш одлуката поинаку би ја одлучила, бидејќи знаеме ние дека шанси, прилики многу се добиваат во текот на професионалните ангажмани, гостувања и така натаму. Има ли нешто што може би ти остана? Па има, знаете што, имав една понуда, многу млада, на 18 години, кога мојот татко преку наш роднина во Данска прати тогаш нели видео ленти и некако случајно човекот кој што диригентот на кога ја прати снимката ВХС касетата беше зет на наш пријател и рече да, слободно нека дојде, ќе се вработи овде но нема да биде како солист, него ќе влезе како хорист. Јас имав некои 18 или 19 години, ама во мојата глава ти беше Марија Калас. Хорист, така е, зборот хорист не можеше никако не штимаше да се замисли и просто јас бев со идеја дека треба да се има кариера и тоа е тоа. Така што таа прилика може би евентуално да ми се повторила, би ја повторила, но знак прашање. Се е со причина. Задоволна сум, да, се е со причина, задоволна сум од онака до сега како да кажам, како го живееме животот. Ние сме едни нормални луѓе, како и сите, но нормално семејство, со сите обврски, со сите одговорности и тоа е тоа. Така. Кои се најсуштинските работи кои денес им ги пренесуваш на студентите со оглед на тоа дека, како што рече и предходно, многумина би сакале да направат да најдат некој скратен пат до големата слава, до големи улоги, но има ли големи и мали улоги? Во литературата да, постојат и де факто има, но пак ќе кажам, одговорноста на сцената е Подеднаква. Јас влегов првата улога пред ми беше улогата на Микаела и кога влегував со Микаела имав само месец дена да ја подготвам представата. Тогаш се уште хорот пееше на македонски јазик, затоа што представите едно време, не знам дали знаете, се сеќавам, одеа на македонски јазик. Така што тогаш некако почнавме да го користиме оригиналните изведби на представите и така натаму. Јас ја пеев на француски, хорот ја пееше на македонски, некако како млад човек кој застанува на сцената, се соочува со публика, се соочува со една огромно пространство. Просто не знаеш на што попрво да мислиш, дали да се фокусираш на своето пеење, да го прикажеш својот глас,
да прикажеш својата техника која што ја имаш. Многу, како да кажам, многу од страната доаѓаат многу работи кои што треба да се внимава. И кога ќе се потсетам на таа представа и до сега со оваа последната ја не гледам разлика, мине чувството и одговорноста ми е иста. Јас на студентите им велам, знаете што, вие морате да бидете прво самокритични, да знаете што е добро, што не е добро, што добро сте отпеале, што не е било добро, каде треба да се коригирате. Секогаш имајте со вас нешто каде што ќе се снимате за да чуете како звучите, затоа што вашето чувство на пеење и она што сега нели телефоните се тука и она што апаратот ти го покажува не е исто. Бидете одговорни, бидете внесени во својата професија, морате во операта морате да влезете. Морате да влезете во секој лик. Морате, толкувајќи го ликот на Тоска, мора да го знаете ликот на Тоска. Морате да ја знаете, да го познавате либретото. Па дури самиот автор Пучини, кој некаде имам прочитано дека неговите представи се всушност женските ликови го оцртуваат еден дел од карактерот на неговата сакана. Така што има многу аспекти и многу сегменти кои што сигурна сум дека студентите добиваат толку многу во вашите часови, во се она во кој имате прилика да им дадете некој убав совет. Весна, тука е крајот некаде на нашиот разговор. Жалам што немаме повеќе време. Искра верувам дека гледачите со нетрпение те очекуваат. Благодарам многу што ова утро. Благодарам на поканата и само убави и богати емисии да имате утрински. Благодарам многу. Многу сакам да ја слушам Весна, ама уште повеќе сакам да ја слушам како пее, искрено да ви кажам. Нормално, да.